Самоков, во срцето на поречието во македонскиот Амазон. Ден петок. Полека малиот плоштад се полни со луѓе. Доаѓаат од сите страни на горно поречие, но не доаѓаат со празни раци. Напротив, се истовараат компири, граф, јаболки, суви пиперки, костени, препек сливова, оцет од диво јаболко, мед. А, да, тука се и питите, зелниците и претуреното. Не е шега. Во Самоков прв фестивал на домашна и здрава храна. Идеја за почет. Организаторите со трема и нетрпение како ли ќе помине фестивалот. Ќе го биде бе, зошто да не го биде? Музиката секогаш го крева расположението. Нервозата полека исчезнува. Поречкиот хроничар е неодминливо тука. Раскажува за Амазонот и најавува. Добре ни дојдовте на манифестацијата Поречки фармер 2019, единствена од ваков вид. Добре ни дојдовте во срцето на поречието, селото Самоков. Градоначалникот на општина Македонски Брод, Живко Силјановски, кој синој ќе отвараше една манифестација, а еве го повторно денеска меѓу нас. Најпрво сакам да ви посекам добре дојде на овој единствен собир од ваков вид во нашата општина и да ви го честитам несветлиот ден на нашата историја 11 октомври. Не е само краната единствената природа, порече изобилува и со уште многу духовно историски убавини со кои посетителот никогаш нема да застане. Локалната самоуправа се придружи колку можеше кон иницијативата на Сдруженијето за развој на земјоделието во Поречкиот регион. А како дојде до реализација за организирање на фестивалот Поречки фармер? Идејата првично беше моја, зашто како дете од град татко ми често ме носеше во селото на дедо ми, село Заград, што е на 1100 метри надморска висина. И кога дојдов таму имаше све. Домашни јајца, сирење, телиња, кучиња, пчели, чуваше еден мој братучет. Стварно ми изгледаше многу богато и многу убаво. Како да речам, дете дојде во таа средина. И кога си ветив кој ќе бидам ја некогаш со сила и моќ, би сакала да покажам што има во сите села во Порече. Пошто имам фамилија скоро во повеќето села во Горно Поречието. И ние почнавме, ја работев во градот, се разболев, дојдов до некоја си диагноза која не ми се бендиса. И еден од моите братучеди кој беше пчелар ми рече, јас ќе ти предложам една работа, ти размислија. Почни со пчели и ќе почнеш со органски пчели, јас ќе ти помагам. Јас почнав со органски пчели, станав пчелар. После сите пчелари некако ме побара и се поврзавме. Меѓутоа имаше и овчари, и градинари, реков, а зашто ние не направиме нешто поголемо од сето тоа? Тие без да јас да знам створиле здружение. И ни рекој ќе те туриме председател за да можеш да не ги тераш работите во Скопје. И кога дојдовме веќе во идејата да имаме здружение, јас решив да не биде само здружение само на пчелари или само на сточари, него да биде здружение на сите семејни бизниси. И како такво го регистриравме. Здружение за развој на земјоделието во Поречкиот регион. И не да биде само од нашиот регион. Тука се и Пласница, како општина, со многу големи производители и големи сточари. Имаат и свој представник тука баш на настанов. Стаим Шеќировски е нивни представник, му благодариме за присуството. И кога дојде оваа идеја селата како таква, станавме членови на Федерација на фармери. Тие ни кажа, пошто веќе како нивни членови не обавестуваат нон-стоп што има одјавен повик. А, вие по женска линија со председателка, да? Па не преку Мојсовска, меѓутоа повеќе работиме со Благојче, да кажеме.
со Виданка, со Билјана, сите тие се ептен, љубезни и добар тим. И тие ни кажа за јавниот повик во Министерство за развој на руралното и за манифестации. И ние направивме проект во кој учествуваа и млади, работеа на тој проект, аплициравме и ни го одобрија сектор за рурално кај Неда Ѓорѓиевска. Во проектот ќерка ми највише се нервираше, таа има електронски бизнис завршено на економски факултет и ми каже: мамо, до кога вака? Венче е наш колега од Македонското радио. Знаевме дека е одличен пчелар. Ама што тука? Од Скопје во Самоков. Ова е локален фестивал. Ама ќе видите. Моите корења се од овде, поточно од Карши, од селото Рамне. Колку оддалечено? Удалечено околу 4,5 до 5 километри од централното место Самоков. А и медот го донесе од Скопје? Па медот не го донесо од Скопје, него медот е тука, јас дојдов по медот. Јас дојдов по медот да го соберам, иначе медот е од ова место. Па јас со пчеларство се занимавам повеќе од 25 години, иначе живеам во Скопје, а пчелите ми се лоцирани во родното село во Рамне. И тука го собираат медот од разни цветови и билки. Ако спомнеме само дека пред 10 години, значи од Виена, во југоисточна Европа, од Виена, па се до Истанбул, значи е прогласена реката Беличка река за најчиста река. Тоа самото по себе говори дека се работи за еден чист крај, кај што се понатака што би кажале би било фалш. Каде бројката околу 100 пчелни семејства се движи, која флуктуира плюс-минус, али отприлика е така. Секогаш може повеќе, меѓутоа за да се створи повеќе требат и некои услови. Сега во случајов условите кои што за да се добие поголемо производство, значи е инфраструктурата, што значи ние сме соочени со лош пат, немаме пристап. Во добро време, значи кога е добро времето, може да се иде и така и вака. Меѓутоа, еден поголем дош или зимскиот период, значи отежнато е доаѓањето, треба со некое специјално возило или со така. Исто така и водата е проблем. Сега сето тоа не би било така проблем доколку местната заедница направи еден добар линк со локалната самоуправа и невладините организации, така да со многу мали средства сите села можат да бидат подмирени и водата да се донесе во Рамне. И водата да се донесе во Рамне, бидејќи ја имаме на дохват, меѓутоа сепак ни треба една мала помош, еден импулс кој многу ќе значи. Погледнете го овој штанд. Мерак за душата и за стомакот. Што се нема од бавчата. Се здрава и природна, ни вели Снежана. Тука е со сопругот. Јас сум асистент денеска, а он е производителот. А у бавча? А у бавча, па понекогаш. Затоа што уште работам, а он тука се седи по 4 месеци и затоа ние доаѓаме за викенди, а ова е нашата све домашна екохрана, што се произведува во нашиот двор, во нашата бавча. Ништо не е измислено, ништо не е пестициди, ништо не е прскано. Ова е, например, чист домашен наш патрижан, само вакуумиран. Ова е пашканат, што са бајлево, погледнете, е изваден. Ова е нашето гравче, што слободно може да го дегустирате. Од наш грав за дегустација. Од наши производи ставено тука пројата. Наше јаболче, еве го исечено, пробајте да видите што е поречко јаболче. Јас сум поречка снаа, али стварно вреди да се зборува за порече и вреди цела храна да се промовира. Ова е пуканка. Сигурно знаете што е пуканка, пуцка, што навечер во зимскиот период ние си ги пукаме, имаме 2 големи возрастни ќерки, фамилија сме поголема, имаме ораси, а ова е... Викаат морковот бил највкусен овде. Да ви кажам сега за морковот, погледнете го, ова е нашиот морков. Може да го снимате. Штом видите морков олкав, тоа е со пестициди, а штом го видите ова, тоа е прав еколошки морков, еве го са бајлето изваден од земја од нашиот двор. Некој се насмеа, рече сувите пипирки се сушени тука, ама се донесени од Скопје. Ова не е вистина. Морам да ви гарантирам и стојам позади тоа, затоа што овие се наши пипирки. Ова е наша тиква,
Еве видите колкави имаме и овдека и други тикви, а дома имаме сигурно околу 150-200 тикви. Што само така сме ги ставиле, сме ги засадиле и тоа све, значи такво е подлебјето. Климата на телевизија. Климата е таква, овај производ многу убаво екзистира овдека. Имаме наша домашна, чиста препеченица шливка. Добра, поречка препеченица. Тоа е прочуена. И кај оваа фармерка од се по нешто, пит и мед и други работи. Ама нешто недостасува или го снемало. Добар ден. Добар ден, здраво Ајде сме. работа. Фала, да сме живи здрави. Абе, све отишло. Тоа дури пат ќе отиде уште малку, има и така. Ќе А отиде? тури потпис отиде. Отиде веднаш, отиде тоа, дури пат да. А и теглата е празна. Теглата е празна, ве донесовме, за проба имаше мед. Костенов медот е мешан. Костенов, дабов, од све што има. А? Ќе очиста кате. А што имаш друго тука? Што? Мислиш во медот или? Не, бе. Па имаме прополис, имаме киселина, оцет, киселина оцет. Јаболка од природна јаболка, од кате ако ваѓаш, ваѓај сине. Како бе природна јаболка, не прскана мислам. Не прскана, малите јаболка, оние киселки, диви јаболка, од растеш. Колку е Од дали? планината, од 8 километри е растеш, далеко. Од планина? Од тамо сме, од класата. И ништо Да. не прска. Ништо не прскаме, медот е чисто природен. Пчелите што долене тоа е? Ни шеќер, ништо. И така. Оцетот исто така, прополис прајме за пиење, за млеко и тоа е многу добро. Ова е за во ракија се става, да си направиш литар ракија и таа е лек. По една чаша лек за пиење, да. Проверено? Проверено, слободно. Земете, носете кај сакате, проверете и вратете се, речете, све ме излагано. Горно порече душа дало и за сточарство. Говеда, кози, овци, некогаш бројни стада. Сега е поинаку, ама работите можат да се сменаат. И фестивалот е потврда за тоа. Сирењето се дегустираше со мерак. Не се само костените, медот, чаевите што го красат порече. Интересен производ ова сирење. Денеска се представува со овчо полномасно сирење, органско производство со сертификат повеќе од 10 години. Повеќе од 10 години, на пазарот го има више, така да се троши, луѓето го бараат, народот препознава што е органско производство. Самите почетоци се пред 10 години направени, се одлучивме да го заштитуваме биодиверзитетот, покрај тоа што е еколошко, органско производство. Ова е најстарата македонска раса овчеполска праменка, пренесена од овчеполието во Горно Крушево, поречкиот дел. Убаво се прилагоди, ги намноживме, земавме околу 400, сега имаме околу 650-680 грла на овци. Планот ни е уште повише да се намножуваме. Организирани сте исто така на ниво на цела Македонија, преку Сдруженијето за заштита на овчеполската праменка, така да се представуваме и надвор од државава преку тоа здружение. За вас и надвор. Па имам недостаја во овие 10 години посети од Грција, Албанија, во Бугарија редовни гости сме на нивните средби што се во Хрватска, во Словенија, бевме и во Англија поканети и таму бевме нивни гости. Се луѓето воодушевени. Прво од природата, второ од квалитетот што го дава ова подневие кај нас. Значи, враќање кон корените, автентичното, препознатливото наше, овцата праменка и кравите буша. Пак ќе се шетаат по овие пасишта и ливади. Денеска тука дојдоме да ја промовираме нашата модерна дама, овца, праменка, овчеполка. Јас сум председател на Сдружение на одведувачи и заштита на праменката овчеполка, која е наша автохтона традиционална раса на овци и датира негде од 4. век во нашата ера, према доста податоци во нашава историја, нели? Иначе, денеска го повржуваме постоењето на праменката овчеполка со развој на модерниот туризам, што вие денеска веќе тоа почнувате да го правите во овој преубав македонски крај
Иначе јас како председател на Дружението почнаме да работиме пред 15 години од 200 јагниња на Праменковче полка. Сега формираме една организација, Дружение Праменковче полка, која обединува 35 одгледувачи на овци од целата територија на Република Македонија и имаме негде 8.500 уматичени овци од оваа раса. Мој член Еко Сир од Горно Круши и Локвица тука. Горно Круше ги држи овците летно време, а зимно време ги држи во Локвица. Има околу 600 грла на овци. Тука може да се проба сирењето, има изложен штанд, значи произведува органско, овчо, традиционално сирење. Напредувате секој ден? Секој ден се нагоре и нагоре. Пред 10 дена формиравме задруга по европските регулативи и стандарди. Задругата се вика Ековче полка. Целта е да го брендираме традиционалното македонско сирење од Праменковче полка и јагнето од Праменковче полка, за да биде препознаен бренд на европските пазари. Да се врати стариот сјај. А стариот сјај, а праменката е цар од овците на оваа територија на Република Македонија, која едино успева од најниските полиња до највисоките врвови. Кај што имаме најубава вегетација, најубава природа, да брендираме квалитетно сирење, квалитетно јагне и квалитетен кашкавал. Ама волната е проблем. Волната ја занемаруваме, ќе правиме традиционални ношни, модерни едно друго за спиење, некои клашни едно друго, иначе не ја рачунаме апсолутно во профитабилност или во бизнисот. На прво место ни е сирењето и кашкавалот, на второ ни е јагнешкото месо. Иначе како здружение се промовираме во цела Европа. Имаме Европско здружение на одгледувачи на овци, се вика Europe Sheep Network. Членови сме секаде бевме, Англија, Франција, Шпанија, Италија, значи нашава модерна дама Праменковче полка со рейбано очари и црни штикли е препознаена веќе на целото европско тржиште. Ако сме во Европа со сирењето, можеме и со музиката. Европа си е Европа, ама ние да си го почитуваме и своето. Не знаевме дека нашата виданка имала корени од Порече. Со радост дојде да ја уприличи манифестацијата. Не пара го пијам, ајде на ракија, мош не сум меракли, ја лелелеле, мош не сум мераклија. За крај го оставаме Митре, исклучително благороден човек, инженер-металург од некогашен сувенир, сега екологист, врвен познавач на лековити тревки, печурки и пред се пчелар. Имаме што да понудиме, имаме вода, воздух, земја, еколошки чисти, незагадена, природата е, воздухот чист, водата чиста, земјата уште не е со пестициди загадена, така да нудиме, тоа е најосновното нешто. Поентата беше на Сдруженијето Поречка Матица, да го малце афирмираме, да излеземе во јавноста, да чуе јавноста и надвор во светот, да се прошири, за да дојдат, да видат, тоа значи нешто природно, еколошки и здрава храна нудат овие тезги се. Јас имам околу 100 семејства, иначе сум 20 години пчелар, а сум самоук. Сега предаваш на младите. А сега на младите им кажувам, почнав да студирам пчеларство, иначе сум дипломиран металург, техничко лице, и тоа желбата према пчеларството ми е голема и можат да бидат пчелари само луѓе, добри луѓе кои сакаат, кои можат
и кои умеат. Пчелата сакат искреност, честност и поштеност. Јас познавам 25 врсти на печурки од ова поднебје, што ги имам јас лично консумирано и ги приготвувам на мој специфичен начин и секој што пробал се одушевил и стварно се добри, а исто така и билките ги познавам, пошто билките одат заедно со пчелите, а пчелите кај што одат, тука е и медот, тука е здравјето, тука е екологијата и затоа тие одат сродници. Кој ќе се навлезе во таа наука и многу природата, пчелата, човекот треба да ги искористи. Треба да ги почитуваме пчелите, да водиме сметка за природата. Ние сме судбински предодредени едни кон други. Без нив ќе не нема, па зошто да не работиме на тоа да не има? И овој фестивал би требало да е мал чекор кон оваа благородна мисија.